Во општата болница во Куманово, дел од медицинските работници имаа прилика да се едуцираат повеќе за болестите предизвикани од промена на лимфните шлезди. Доктор Томица Анчевски, специјалист по интерна медицина, пред присутните појасни за симптомите и најчестите причини за лимфаденопатија, како и за начинот на третирање. Темата на днешното предавање е алгоритам на диагностика на лимфаденопатија во Република Македонија, а е наменето за докторите од примарна здравствена заштита, односно матичните доктори. Лимфаденопатијата представува состојба на промена на лимфниот јазло, поголемина, број и конзистенција. Често е синоним на зголемени или отечени лимфни јазли. Најчестите причини за лимфаденопатијата представуваат децата и се причина од инфективна природа. Кај постарите од 50 години, во 6% од случаите, лимфаденопатијата е резултат на малигна причина, односно малигнен лимфом. Малигните лимфоми со својот најчест тип нехочкинов лимфом, кој почесто се јавува кај повозрасната машка популација, бил причина за повеќе од 200.000 смртни случаи во светот, а во земјава секоја година расте бројот на новодиагностицирани пациенти. А во Македонија секоја година број на новодиагностицирани случаи се зголемува. Така да во 2000 година имало 50 пациенти, 2010 година 100 пациенти, а за 2015 година 140 новодиагностицирани пациенти. Препораката од доктор Анчевски е пациентите навремено да се обратат на лекар при евидентни промени на лимфните јазли. Секоја промена на лимфните јазли, под пазувите, пред вратот, да бидат диагностицирани од доктор и понатамошниот третман е оставен на докторите. Значи, најпрво им треба точна диагностика, а третманот е во терцијарна здравствена заштита, односно на клиниката за хематологија, каде што зависно од болеста 100% е излекување. Предавањето е со цел подобрување на раната диагностика и третманот на пациентите со лимфоми и други хематолошки малигни заболувања.